Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Дневните актуелности ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. IT зоните нова можност за креирање на работни места. ВМРО ДПМНЕ поведува иницијатива за нова анкетна комисија која ќе го расчистува скандалот со фабриката за афери. Во иднина агрохемиската анализа на почвата ќе биде задолжителен услов за добивање субвенции. IT зоните се нова можност за креирање на работни места. Откако владата ги донесе законските измени, пратениците треба да дадат зелено светло за влез на компании од областа на компјутерите и софтверите. IT зоните нова можност за креирање на работни места. Владата ги донесе законските измени. Сега наред се пратениците. Тие треба да дадат зелено светло за влез на компании од областа на компјутерите, софтверите и се што е поврзано со нив. Она што ќе го добијат како привилегија од страна на државата е во тие зони да имаат во првите 10 години ослободување од данок на добивка, во првите 10 години ослободување од персонален данок на доход и за нивната опрема што ќе увезат да бидат ослободени од ДДВ и од царина. Доколку сака да градат своји објекти, земјиштето ќе може да го земаат на лизинг на долг рок по многу символична цена. За поголема активност на овие зони, владата размислува за изградба на објект кој подоцна ќе им се издава под наем на инвеститорите. Но исто така разговаравме со директорот на технолошко-индустријските развојни зони, знаејќи дека во овој бизнис, во бизнисот на развој на софтвер, компјутерскиот бизнис и така натаму, многу ретко компаниите се одлучуваат сами да градат објекти и практикуваат да изнајмуваат. Можно е дека и веројатно е дека државната институција технолошко-индустријски развојни зони, каде што ќе биде сместена и првата IT зона, како посебен дел, издвоена од слободните економски зони, таа ќе изгради еден административен објект и ќе го издава под кирија на оние заинтересирани компании кои што сакаат да дојдат. Развојот на зоните ќе овозможи полесно до работно место да дојдат информатичките инженери кои се невработени. Ако работите се одвиваат според планираното, во IT зоните ќе се креираат неколку илјади нови работни места. Премиерот Никола Груевски истакна дека во овој период кога Македонија е во политичка криза, договорот од Пржино е првото разрешување. Воедно додаде и дека ВМРО ДПМНЕ ги исполни сите обврски од договорите откако е започната кризата од страната на СДСМ. Македонија подолг период е во политичка криза. Преку преговори и договори се бараше излез. Договорот од Пржино беше првиот кој најави разрешување. ВМРО ДПМНЕ ги исполни сите обврски од договорите откако започна кризата која што СДСМ ја предизвика оваа година со помош на креирани материјали, вели премиерот Никола Груевски одговарајќи на новинарско прашање. Тој додава дека СДСМ сака да ги одложи изборите. Откако започна кризата која што СДСМ ја предизвика оваа година со помош на креирани материјали, како што кажа Заев, добиени од странски разузнавачки служби, решавањето на кризата одеше преку меѓусебни разговори кои што беа и под поддршка, односно олеснување на меѓународната заедница, и договорот што беше постигнат во Скопје во јуни и во јули предвидуваше поголем број на обврски на двете страни. Поголем дел на нашата страна, помал дел на страната на СДСМ. Ние нашите обврски ги исполнивме. Може би некад имаше недела две за заснување, но главно
ги исполнивме и тие задоснувања не беа заради наша вина, туку заради обидите на СДСМ да се одоговлекува работата за да се одложат изборите. Како што потенцира Груевски, СДСМ имал една важна и клучна обврска да ги предаде материјалите на специјалниот јавен обвинител, но ниту таа не е исполнета. Очигледно е дека Заев сака да ја одбегне оваа обврска. Очигледно е дека сака да направи ситуација во која што ќе се одложат изборите. Сака да прават разни обиди за одлагање на изборите. Ако не можат на еден начин, на друг начин, ако не можат на друг, на трет, од секоја страна, од секој може нагло се обидуваат да најдат начин како да предизвикаат кавга, како да предизвикаат растурање на договорот, како на некој начин финалната цел е да се одложат изборите, бидејќи се свесни дека ќе ги загубат. Бидејќи го чувствуваат пулсот на јавното мислење кое што не подлегна на манипулациите кои што во текот на оваа година СДСМ ги правеше со се она што го направи во државата и со обидот да ја дестабилизира државата, ставајќи ја во голем ризик, ставајќи ги сите граѓани како заложници. За Груевски е несватливо тоа што го говори Заев, дека материјалите кај него биле побезбедни отколку кај специјалниот јавен обвинител. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија врз база на информација која што е доставена до сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија поведува иницијатива за формирање на нова анкетна комисија во Собранието на Македонија. Анкетна комисија која што ќе се занимава, односно ќе го расчистува скандалот со фабриката за афери. Ова го истакна Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Собранието на Република Македонија има суштинска надлежност да го истражи целиот случај и да изготви документација врз база на која понатаму ќе се постапува. Собранието на Република Македонија има обврска да обезбеди услови за одржување на чисти избори на 24 април 2016 година, а еден од предусловите за да добиеме чисти избори, очигледно е и расчистување на оваа афера со фабрика за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други останати документи. Македонија не смее да биде заложник на ниту една мафија и на ниту една мафија која има киднапирана политичка партија. Република Македонија мора да оддржи избори кои што ќе бидат без дамка, а Собранието на Република Македонија мора да пронајде одговори зошто Министерството за внатрешни работи не реагираше на време, зошто министерот Оливер Спасовски бараше да не се брза истрагата за оваа афера и да видиме дали се вистина информациите дека постојат значајни контакти помеѓу осомничените лица за оваа афера со министерот за внатрешни работи и со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев. Исто така, би сакал да потенцирам дека оваа нова анкетна комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи, ја црпи својата легитимност од член 17 на Уставот на Република Македонија, со кој што на граѓаните им ја гарантирана слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на општење, член 18 од Уставот на Република Македонија, со кој што се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци, кој што во овој случај очигледно не е обезбеден, и член 25 од Уставот на Република Македонија, со кој што Република Македонија гарантира почитување и заштита на приватноста, на личниот и семејниот живот на секој граѓанин на Република Македонија. Представници од Светска банка направија увид на терен во Неготино на работите за реконструкција на водоводниот систем на улици во должина од 8 километри. Во работна посета на Неготино, денови ви престојуваа представници на Светска банка. Посетата се случува по потпишувањето на договорот со фирмата изведувач на работите за реконструкција на водоводниот систем на улици во Неготино во должина од 8 километри и започнувањето на подготвителните теренски работи.
Представниците на Светска банка остварија работна средба со градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, на фирмата изведувач Алдинг Инженеринг и надзорот на Светска банка и на општина Неготино. Со имплементација на овој проект планираме да ја надминиме, тоест да во следните 100 години повеќе не размислуваме за редукција на вода во град Неготино, бидејќи доволни се количините на вода кои ни доаѓаат од изворите на Лукарка и Кавадарци. Потенцирано е дека досега работите се одвиваат според критериумите и стандардите на Светска банка, при што е изразено двострано задоволство од досегашниот тек на изведувањето на работите. Извршена е и посета на двете улици Енгелсова и Ило Виларов, на кои се одвиваат градежни работи во должина од 200, односно 500 метри водоводна мрежа. Рокот за завршувањето на комплетната реконструкција на водоводната мрежа во Неготино е 9 месеци. Од Алдинг Инженеринг велат дека доколку временските услови им одат во прилог, може да се очекува завршување на работите и пред предвидениот рок. Бавниот процес на легализација на бесправно изградени објекти во Превалец ја пролонгира изработката на детален урбанистички план. Сите заинтересирани граѓани можат да достават барање за легализација најдоцна до март следната година. Големиот број на нелегализирани изградени објекти е причината што за населбата Превалец се уште не може да се изработи детален урбанистички план. Процесот на легализација на бесправно изградени објекти започна во 2011 година, но добар дел од жителите во ова населено место се уште немаат поднесено елаборати за легализација. Оној момент кој ќе заврши легализацијата ќе се пристапи кон изработка на детален урбанистички план на тој дел од тоа населено место. И таму имаме проблем што добар дел уште не поднеле елаборати за легализација. Ќе го изработиме, значи, ако беше приградска населба, ќе изработевме акт и досега ќе беше се готово. Актот ги опфаќа сите градби што ги има и што ќе се градат во едно населено место, да кажеме, приградско место или село. Со оглед на најавите за пролонгирање на роковите, сите заинтересирани граѓани можат да достават барање за легализација најдоцна до 31 март следната година. Геодетските елаборати пак ќе можат да ги поднесат до крајот на 2017 година, пошто ќе добијат сопственост на дивоградбите по 1 евро за метар квадратен. Меѓутоа Превалец е дел од Велес, во новиот опфат на ГУП-от влегува како дел од Велес, комплетно, вклучувајќи го тука и Башино село, што е во изработка. Значи, мораме по завршувањето на легализацијата, токму затоа ние ги повикаме граѓаните да носат елаборати и да направиме легализација, за да можеме да изработиме детални урбанистички планови на самото место согласно завршената легализација и согласно постоечката состојба. Бидејќи еден дел имаат документација за своите објекти, други немаат документација. Според податоците од локалната самоуправа, досега се легализирани вкупно 3500 бесправно изградени објекти од вкупно доставени 7864 барања. Со новиот начин на работа, секој земјоделец во иднина ќе мора да прави агрохемиска анализа на почвата, која ќе биде субвенционирана од страна на државата. Средствата кои земјоделецот ќе ги потроши за правење анализа ќе му бидат вратени до 70%. Според новиот начин на работа, односно добра хигиена и пракса, секој земјоделец во иднина ќе мора да прави агрохемиска анализа на почвата, која исто така е субвенционирана од страна на државата. Средствата кои земјоделецот ќе ги исплати за правење на оваа анализа до 70% ќе му бидат вратени. Директорот на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието Игор Златков информираше дека во иднина земјоделците ќе мора да прават агрохемиска анализа за да можат да ги користат субвенциите од државата. Агрохемиска анализа на почва значи да се дознае кај едно земјоделско стопанство што од минерални материи постои во почвата, кај што ќе одгледува растителен производ, тоа се овоше, лозов насад и поледелски култури или градинарски, но што и тоа што и фали на површината со цел да има препорака за ѓубрење.
Почвените примероци советниците на агенцијата ги доставуваат до лабораториите за анализа на почва. По лабораториската анализа, земјоделецот добива документ каде ги пишува состојките кои ги содржи почвата, но и препорака со што треба земјоделецот да продолжи да ѓубри. Ако се бара азот, фосфор, калиум, магнезиум, односно основни три елементи плюс дополнителни елементи, тука влегува и pH вредност, односно концентрација на водородни јони во почва и хумус, содржина на хумус, му укажуваат процентот, односно застапеноста и што е тоа што фали, доколку пример земјоделското стопанство вели сакам да одгледувам пипер. Значи му кажуваат за културата пипер имате тој и тоа во површината, но за да успешно одгледувате ви фали од азот, фосфор и калиум тој и тој процент. Директорот на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието Златков апелира до земјоделците да ги прават овие анализи и да ги следат препораките од лабораториската анализа со цел производство на поквалитетен род. Оваа агрохемиска анализа стана неопходна по промената на почвата од поплавите кои минатата година ги зафатија земјоделските површини. Секторот за внатрешни работи Велес апелира до граѓаните за зголемена внимателност и предпазливост при учество во сообраќајот, почитување на законската регулатива, како и почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација. Воедно упатуваат апел и за воздржување од употреба на пиротехнички средства за престојните празници, пред се поради опасноста од предизвикување штетни последици, односно настанување физички повреди или оштетување на слухот, но и заради одржување стабилен јавен ред и мир на сите граѓани. Најмладите уживаат и се едуцираат за енергетска ефикасност во склоп на новогодишната програма на градинката Димче Мирчев од Велес. Преку песна и глума децата учеа како се штеди енергијата. Најмалите, освен што се радуваат на умилениот Дедо Мраз и добиваат разни подароци, тие предпразнично уживаат и во новогодишната програма на градинката Димче Мирчев. Она што е поразлично е што тие овој пат преку песна и глума учеа како се штеди енергијата. Детската градинка веќе подолг период работи на проектот за енергетска ефикасност. Наскоро сите објекти на установата ќе добијат термоизолациони фасади. Позитивна работа која што ја слушнавме оваа година, а која што е меѓугранична соработка на општина Велес со општина од Република Грција. Всушност е проектот кој што денеска го промовираме, се работи за поставување на фасади во 5 од објектите на детската градинка Димче Мирчев, што ќе значи дополнителен момент во однос на заштедата на материјалните трошоци поврзани со работењето на установата. Детската градинка постојано работи за да ги зголеми заштедите на енергија. Веќе поставени се ПВЦ прозорци, како и сончеви колектори кои ги задоволуваат потребите од топла вода. Токму поради овие активности, градинката годинава е добитник и на зеленото еко знаме. Тоа е гаранција дека институцијата е енергетски ефикасна. Бензините од ноќеска на полноќ ќе поевтинат за 1, а дизелот за 3 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. На клиниката за кардиохирургија, кардиолози и кардиохирурзи за прв пат во Македонија извршија зафат на пациенти кои се под локална анестезија. На клиниката за кардиохирургија, кардиолози и кардиохирурзи за прв пат во Македонија извршија зафат на пациенти кои се под локална анестезија. Станува збор за трансартериска аортна валвуларна имплантација. Направени се 4 вакви процедури. Тие ги работат заедно и интервентен кардиолог и кардиохирург и истите се прават со локална анестезија. Тоа значи дека додека се работи интервенцијата, пациентот е свесен, рече министерот за здравство Никола Тодоров, кој денес беше во посета на клиниката. Постапката се врши на буден пациент и се става залисток без да се запре срцето и без да се отвори градниот кош. Пациентите кои подлежат на ваков зафат обично се на возраст над 75 години, но старосната граница како и тежината на пациентите се поместува. Фондот за здравствено осигурување во координација со Министерството за здравство ги планира и ги обезбедува потребните финансиски средства за вршење на овие процедури. За оваа процедура во следниот буџет за 2016 најмалку 20 милиони денари ќе бидат расположливи за овие две клиники да ги развиваат и да ги вршат овие процедури врз пациентите, изјави директорот на фондот
Сашо Стефановски. Бензините од ноќеска на полнот ќе поевтинат за 1, а дизелот за 3 денари, одлучи денес Регулаторната комисија за енергетика. Литар Евросупер БС 95 ќе се продава за 61,50, а Евросупер БС 98 за 63,50 денари. Новата цена на Евродизел ќе изнесува 43,50 денари. Екстра лесното масло за домакинство поевтинува за 3,5 денари и ќе чини 32 денари за литар. Цената на мазутот М1 се намалува за 1,774 денари за килограм и ќе изнесува 15,969 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на движењата на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 14 дена. Владата повеќе од 2 години работи на подготовките за топлификација на Битола, односно подготовка на тендерска документација за идеен проект, подвлече премиерот Никола Груевски. Периодот на подготвителни работи е завршен и следува подпишување на договор со КФ банката, која што ќе го поддржи овој проект, така што деновиве треба да дојде до подпишување на договорот. Инаку проектот чини 46,5 милиони евра, од кои 39 милиони евра ќе бидат обезбедени преку КФ банката од Германија, а 7,5 милиони евра ќе бидат обезбедени од Елем. Проектот ќе се реализира од 2 до 2,5 години. Истиот ќе донесе многу бенефити, ќе се искористи топлинската енергија за грејење во домовите на граѓаните во Битола и околните места и со тоа ќе дојде до намалување на загадувањето во градот. Едно од придобивките е тоа што ќе може и земјоделците од Битола, Могила и Новаци да го користат ова грејење по мошне поволни цени и услови. Најмалку 15 лица загинаа во напад на исламистите од Боко Харам. Бројот на загинати во невремето во САД се искачи на 43. Ова е светот денеска. Најмалку 15 лица загинаа во напад на исламистите од Боко Харам во нигерискиот град Мајдугури. Ова е прв напад на Боко Харам изминатите месеци врз Мајдугури, кој е главен град на провинцијата Борно. Во нападот врз предградие на Мајдугури, екстремистите отвориле оган од задниот дел на 3 пикап возила. Додека силите на армијата се бореле против нив, 2 бомбашки самоубијци се кренале во воздух во предградие на градот. Во населеното место Дувари, предградие на Мајдугури, загинале локален лидер и неговите 10 деца. Областа е во близина на воената база Гива, која била цел на неколку напади на екстремисти. Во јануари 2014 Боко Харам ја нападна базата и ослободи стотици уапсени лица. Организациите за заштита на човекови права ја обвинува армијата дека убила илјадници лица приведени во базата. Нападот беше извршен откако нигериската влада објави дека воспоставила контрола врз исламистички бунт, во кој загинале над 20.000 лица во периодот 6 месеци. Најмалку 43 лица загинаа во невремето кое ги зафати Соединетите Американски држави. Поплави, торнада и снежни бури викендов ги погодија јужните, југозападните и земјите од средниот запад во САД. Во Мисури и Њу Мексико е прогласена вонредна состојба. Гувернерот на Мисури Џеј Никсон вчера изјави дека најмалку 8 лица загинале во оваа земја и дека голем број патишта се затворени. Никсон прогласи вонредна состојба велејќи дека поројните дождови ќе предизвикаат уште поголеми поплави. Во Илиноис загинале најмалку 5 лица, додека во Тексас животот го загубиле најмалку 14 лица. Оваа земја беше погодена од неколку торнада, а најсилното што вчера го погоди Далас донело ветер со брзина од 322 км на час. Поради лошите временски услови, откажени се речиси 1500 лета во неделата.
Дарко Панчев, кандидат за председател на Фудбалската федерација на Македонија. На Европското првенство во Полска, Македонија прв пат ќе има 16 играчи. Меси го доби златниот глобус. Ова се спортските вести. Македонските фудбалски легенди, тренери, бивши селектори и спортски работници со проглас обединети за фудбалот кренаа гласија започнаа иницијативата за спас на македонскиот фудбал. Најголемото фудбалско име во Македонија, Дарко Панчев, фудбалерот на 20 век, златната копачка на Европа од 1991 година, светски и европски првак со црвена звезда, Вардарово дете и легенда ја прифати иницијативата за спас на фудбалот и за промени водени од само еден мотив – македонскиот фудбал е катастрофа. Потенцирајќи дека цел месец размислувал дали воопшто да се приклучи на кампањата против ова раководство на Фудбалската федерација на Македонија, со што и ја прифаќа понудата да биде кандидат за председател на Фудбалската федерација на Македонија. На Европското првенство во Полска, Македонија првпат ќе има 16 играчи без резервни ракометари, кои би му возможиле на селекторот да прави ротација во составот во зависност од потребите, како што тоа беше случај на досегашните шампионати. Иако не потврди со 100% сигурност, Ивица Обрван откри дека не планира да носи играчи кои би биле резерви на првенството во Полска. Идејата му е од овие 21 ракометар колку што останаа по дисциплинската мерка без Дупјачанец и Велковски да ги одбере 16-те кои ќе бидат најподготвени, не давајќи и податоци колку за оваа одлука придонела формата и клупската минутажа на некои од ракометарите. Филип Миркуловски постигна 2 гола и направи 2 асистенции на мечот против Либек, а како импресивно делува на теренот покажува хајлајтсот од тој надпревар. Македонскиот репрезентативец има еден извонреден период во кој постигна погодок, украде топка и направи асистенција за гол се за 10 секунди. Наградата Златен глобус, која и претходни на златната топка, заврши во рацете на Лионел Меси. Фудбалерот на Барселона зад себе остави перфектна сезона и сосема заслужено го освојува признание за најдобар фудбалер. Меси по прв пат во кариерата го добива ова признание, а наградата ја наследи од Кристијано Роналдо, кој минатата година го освои ова признание. Свечената церемонија помина во знакот на клубот од Камп Ноу, кој беше прогласен за најдобар во 2015 година, за најдобра медиумска атракција, а Бартомеу за најдобар председател. Коби Брајант дефинитивно е еден од најголемите и најдобрите кошаркари во историјата, но чудотворец во залезот на кариерата не е. И покрај воспалението на колената, Брајант не можеше да го одбие повикот на навивачите да го одигра надпреварот во Мемфис, кој домаќинот рутинирано го реши во своја полза со 112-96. Денвер не успеа ниту еден надпревар против Оклахома во 2015 да го реши во своја корист. Дури четврти пат во низа губат Нагетси и секогаш Кевин Дурант и Расел Вестбург. Дурантула собра 26 поени, 10 асистенции и 5 скока, а Вестбург 30 поени, 12 точни додавања и 9 скока. Со одличниот учинок и на Енест Кантер, како и на Серж Ибака, Оклахома никако не смее да испушти победа. Сакраменто пред своите гледачи го зеде скалпот на Портланд, а херој на Кингси беше Дамаркус Казински со 36 постигнати поени, 6 скока и 2 асистенции. Со ваквиот скок најдобриот играч на Сакраменто го надмина учинокот на Сиџеј Макколум, кој средбата ја заврши со 35 поени, 11 скока и 9 асистенции. Времето денеска сончево и топло, температурата во интервал од 10 до 17 степени. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!